Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во Македонија конечно, дури и за последните скептици, се е јасно. Дилеми повеќе за никого нема. На сцена еден недемократски, авторитарен, ненароден режим. Груевски и фамилијата после економската пустош и социјалната беда, после меѓународната изолација, после рушењето на сите демократски норми и стандарди што ни ги приведија, сосема свесно и крајно неодговорно ја внесуваат земјата во тешка политичка криза со несогледиви последици. Нивната цел е постојани поделби, меѓусебни конфронтации, тензии и судири во македонското општество. Дискредитираат, сеат омраза меѓу луѓето, прават црни списоци секој ден и во сите сфери. Погледнете што направија само во последните 2 месеци. Ги поделија и ги конфронтираа медиуми со медиуми, новинари со новинари, административците со тутунарите, пациентите со докторите, студентите со професорите. Тврдам дека никогаш во нашата историја, не само во независна Македонија или поранешна Југославија, туку и под туѓи владења, македонскиот народ не бил вака меѓу себе поделен и скаран. Тоа што не им успеа на странски поробувачи, му успеа на Никола Груевски. Повеќе од 2 месеци не убедуваа дека во случајот Перо Наков не се работи за напад на медиумите, туку за борба против криминалот. Сакам да ве потсетам дека јас лично, во името на Социјалдемократскиот сојуз, јавно изјавив дека ако Велија Ранковски го прекршил законот, треба да одговара. Се поставува прашањето кој и со што ги спречува да го докажат и да расчистат со наводниот криминал. Обвинителот и истражниот судија кои го водат случајот сами ги избра. Обвинетите се во притвор и тоа повеќе од месец дена. Целата документација од фирмите е во нивни раце. Сведоците редовно се одзиваат на поканите и сведочат пред судот. Зошто и после толку време не ја завршат истрагата и не ја покренат постапката пред судот? И на крајот на кришта, зошто блокада на сметките на Ајрен, Време, Шпиц и КХР? Почитувани граѓани, Груевски не е заинтересиран ниту да открива, ниту да се бори против криминал. Груевски е единствено заинтересиран да го скрие сопствениот криминал и последиците од своето погубно владење. Груевски сака да ја снема, да ја закопа вистината во Македонија. Да настане целосен мрак, целосен молк и да остане сам со своите лаги и медиумските мегафони. Почитувани граѓани, Македонија под власта на Груевски дефинитивно не е ниту слободна, ниту демократска земја. Овој режим има опасни намери во однос на Македонија. Или ќе го запреме, или ќе станеме негови соучесници. Ние од Социјалдемократскиот сојуз немаме повеќе намера да даваме легитимитет на оваа недемократска и ненародна власт. Од денес Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува во работата на Собранието на Република Македонија. Јас лично никогаш не сум поддржувал бојкот на институциите. Секогаш сум верувал дека во една демократска земја, во една парламентарна демократија, тоа не е вистински начин за водење на политичката битка. Но како што веќе претходно реков, Македонија со оваа власт веќе одамна не е демократија. Ете му го на Груевски парламентот, тако како што одамна го посакува, без опозиција. Ете му ги и Сител и Канал 5, ете му го друштвото на партиски послушници и платеници. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од денес оди на другата, вистинската, бидете уверени, победничката страна на барикадата. Со народот и меѓу народот. Благодарам.